Почитувани представници на медиумите, драги соработнички и колеги, ценети граѓани. На крај на годината сакам да ве информирам за донесениот буџет на Општина Центар за 2026 година. Сакам граѓаните целосно, навремено и детално да бидат запознаени со основниот општинскиот документ во кој се интегрирани сите клучни политики за граѓаните за следната 2026 година, но и за годините потоа. Ваквата политика на Општина Центар е поврзана со мојата одлука и обврска пред граѓаните да работиме транспарентно, одговорно и отчетно во интерес на сите жители на Центар. На почетокот сакам да се заблагодарам на сите граѓани кои во голем број, преку 500, земаат директно учество во буџетските форуми и на тој начин имаа можност целосно да иницираат и креираат политики и одлуки за себе и за нашата општина. Вчера сите 23 советници едногласно го поддржаа буџетот за 2026 година. Им благодарам за соработката и поддршката. Особено им благодарам што целосно ја поддржаа мојата отпредалба да се работи заеднички, со добра мисла и единствено во интерес на граѓаните, без разлика на партиската или било која друга припадност. Особено сум горд и задоволен што буџетот за 2026 година целосно, јасно и прецизно овозможува реализација на сите крупни, ветени, прифатени и поддржани на последните избори проекти, инвестиции и предлози за Центар што го сакаме. За мене, одговорноста кон граѓаните е најважна. Дадениот збор мора да биде и е највисока обврска. Ветувањата мора да се исполнат и животот во Центар мора да се подобри. Особено кога таа моја заложба се надополнува и со предлози на граѓаните и сите советници. Конкретно, основниот буџет на Општина Центар за 2026 година изнесува 1 милиарда 217 милиони 450 лијади денари и представува највисок буџет досега. Од вкупниот износ 527 милиони 230 лијади денари, односно 43% се наменети за капитални инвестиции, додека 690 милиони 220 лијади денари, односно 57%, се планирани за тековни оперативни расходи. Во новиот буџет немаме нови задолжувања. Задолжувањата од минатото целосно ќе се сервисираат и нашата општина ќе биде без задолжување во текот на 2026 година. Јасно и со план, со домакински и развоен концепт, започнавме со реализација на домот за стари лица. Предвидуваме капитални инвестиции и за почеток на изградба на новата градинка во близина на клиничкиот центар за 100 дечиња. Во буџетот и соодветните развојни програми, речиси за 50% го зголемуваме буџетот за образование и предвидуваме и реализација на многу важна работа. Од 1 септември 2026 година, сите ученици во општината, во целодневната настава, добиваат бесплатен, здрав и квалитетен оброк. Како што вети во 2026 година, повозрастните ученици ќе имаат и бесплатната екскурзија во рамки на нашиот проект Сакаја Македонија. За сите ученици во општината, во буџетот предвидовме средства за почеток на капиталните инвестиции за изградба и реконструкција на 2 затворени базени во рамки на основните училишта 11 октомври и Димитар Миладинов. Еднократната парична помош за секој новороденче во следната година се зголемува од 7 на 10.000 денари. За нашите најстари и најранливи граѓани ја зголемуваме еднократната помош од 2.500 на 5.000 денари. За нашите талентирани ученици донесовме одлука за зголемување на стипендиите во областа на науката, техниката и посебните вештини,
како и стипендиите од областа за спорт на спортот за 1000 денари. Водејќи се од принципот на еднакви можности за најранливите, стипендиите за учениците кои доаѓаат од семејствата во социјален ризик ги зголемуваме за 1500 денари. Со овие мерки испраќаме јасна порака дека вложувањата во образованието, талентот и поддршката во секое дете останува еден од нашите највисоки приоритети. Како што на почетокот на 2026 година свечено ќе отвориме новата спортска сала на легендарниот кошаркарски клуб Работнички, така ќе отпочнеме и постапката за изградба на еден нов символ на општина Центар и Скопје. Тоа е нашата граѓанско административна зграда, која ќе биде центар за сите наши сограѓани и ќе понуди нови 300 паркинг места во Девар Мал. Како што граѓаните бараа, а јас целосно се согласувам, започнуваме со зголемување на бројот на паркинг места за нашите сограѓани. Конкретно, во буџетот свое место доби изградбата на катната гаража во Боњаковец. Капиталните инвестиции во новиот буџет ги зголемуваме. Инвестиравме во опрема на ПОЦ, но и во капиталните проекти за реконструкција на преостанатиот дел на Ленинова, за изградба на нови пијацети и модерни катчиња во околината на Зелениот пазар и улица Македонија и за реконструкција на повеќе наши општински локални улици. Предвидовме средства за нова урбана опрема. Особено сум горд што значително го зголемуваме буџетот за зеленило на рекордни 20 милиони денари. Центар мора да биде зелена општина за сите граѓани. Во 2026 година започнуваме и со воведување на новата центарска картичка, која ќе биде една врвна, економско, културолошка и спортска придобивка за сите наши жители. Продолжуваме и со нашата политика за квалитет на животот и борба против бучавата, преку нашиот смарт систем за мерење на бучава, ветен во програмата за 2026 година, а реализиран уште на крајот на 2025 година. Културниот идентитет останува наш приоритет и белек. Речиси двојно го зголемуваме буџетот за култура. Од 13 милиони на 25 милиони денари. Покрај веќе етаблираните манифестации, како Центарска симфонија, нешто што ќе остане, вечер под звездите и мурали и графити, воведуваме и нови културни содржини. Конкретно, новата приказна на општина Центар стануваат и детскиот фестивал Детелинка, звукот на днината, 7 осмини центарски такт. Со овие вложувања, општина Центар ја позиционира 2026 година како година на културен подем и континуирана поддршка на уметноста и младите. Почитувани граѓани, во новиот буџет има уште многу одлични проекти и конкретни содржини. Сите тие се проекти за граѓаните со средства на граѓаните. Центар го подигнуваме на ново, повисоко и вистинско ниво. Општина Центар е и станува уште посилна, модерна, инклузивна и граѓански отворена и позиционирана општина во која се што се прави има една и единствена цел. Тоа е квалитетот на животот и интересите на граѓаните. Затоа и буџетот за 2026 година едноставно кажано е буџет за сите центарци без исклучок. Креиравме буџет за подобар и поуспешен центар за сите генерации и поквалитетен живот за сите жители на нашата општина. Среќен сум што продолжуваме и ќе почнеме со реализација на сите ветени, прифатени проекти за нашиот заеднички центар, кој е и ќе биде вистински пример за Скопје и Македонија. На сите граѓани им ветувам посветена работа, целосна одговорност, транспарентност и јавност во реализација на се што беше ветено. Нашиот одличен тим со огромна енергија и знаење е гарант дека во сите проекти заедно ќе успееме. Тоа го ветивме, тоа го должиме и ќе го направиме за сите граѓани на Центар. Ви благодарам
за вниманието.